Расположени и силно мотивирани за се што ги очекува во предквалификациите во Лигата на шампиони, фудбалерките на ШФК Кочани секојдневно напорно работат за во надпреварите да влезат максимално подготвени. Се тренираат 2 пати на ден со цел да се подобри кондиционата подготвеност, но и да се уигруваат офанзивни и одбранбени варијанти. Тренерскиот тандем Јовановски Андонов го темпира подигнувањето на формата на највисоко ниво, токму за стартот на надпреварите по групи, која гочанската екипа ќе започне да ја пичува европската фудбалска историја. Полека завршуваат подготовките на женскиот фудбалски клуб Кочани. Ги одработуваме последните тренинзи и се подготвуваме за надпреварите кои што не очекуваат во Лигата на шампионите. Значи ние во четврток на 7 август заминуваме за Сараево и таму ќе одработиме уште неколку тренинзи и ќе ги одиграеме надпреварите кои што не следуваат. Се надеваме дека девојчињата ќе одиграат доста мотивирано и на високо ниво и дека ќе си дојдеме со позитивни резултати од квалификациите за Лигата на шампиони. Па засега немаме проблеми со девојчињата, немаме повредени, значи се е во некои минимални граници. Се надеваме дека така ќе остане и дека сите ќе пружат својот максимум и дека ќе ги исполнат задачите кои што ќе бидат поставени од стручниот штаб. Па, значи ние веќе подолг период тренираме 2 пати во денот, имаме утренски тренинг и поплануваме тренинг, значи 2 пати тренираме со Бајле. На утрешниот тренинг се тренира малце повеќе кондиционно, значи и ситуационно, додека во поплануваниот тренинг се игра Викторија, фудбал и сето оно што планираме да го играме во Сараево против нашите противници. Девојчињата имаат одмор, значи сите се овде, екипата е комплетирана, значи многу е добро тоа што сите се заедно и што во еден заеднички како прав тим ќе отпатуваме во Сараево. Фудбалерките се свесни дека нема да биде лесно, меѓутоа на мака се познаваат јунаците, па од тука и потајните надежи дека во Сараево може да се направи и добар резултат. Сум задоволна. Добро, атмосферата е одлична. Функционира за сите како една, така ли? Да, Другарство максимално. како и до сега. Да. Со што да не беше тоа, ние немаше ни да ги освоиме, немаше да освоиме двојната титула. Па како ние сме за прв пат учесници во квалификационите надпревари за Лига шампиони и така се во за нас ќе представува едно големо искуство каде што ние ќе дадеме се од себе и ќе пробаме да се представиме во најдобро светло. Шансите на кочанчанки се во спојот на искуството и младоста и на неверојатната атмосфера која владее меѓу девојките. Значи за овој клуб ова е прво вакво искуство, значи едно големо надпреварување како и да е. Чувството, мислам дека сите девојки се на некој начин возбудени, да речам, бидејќи има некои што прв пат ќе настапуваат на вакво надпреварување. Некои, значи, од играчите веќе имаат играно. Не знам, значи возбудливо е, се спремаме. Немаме многу сознанија, значи, за противниците, да, бидејќи две од екипите, значи, се нови, прв пат исто како ние, значи прв пат се прваци во нивните земји излегуваат надвор, нели, во Лигата на шампионите. Сараево, мислам дека се многу добра екипа, бидејќи се доста време заедно. Така една компактност имаат, се познаваат долго, имаат, значи, 2 пати излезено во четвртфинале Лига на шампиони. Финска и Полска се самите земји, значи, кажуваат за нивниот квалитет. Ќе биде напорно, меѓутоа за тоа сме тука, нели, тренираме, се спремаме за да го дадеме максимумот на тие надпревари, да се покажеме во добро светло, да ги одбраниме боите на градот, на државата и на клубот, нели. Наталија Иванов доаѓа од САД и не знае македонски, ама одлично се вклопи во составот и на позицијата лев бек очекува да ги спречи противничките да го загрозат голот на Чакмакоска. I expect it to be very hard. It's going to be a good competition. Многу тешко и ќе биде има добра конкуренција. But I'm ready to play as hard as I can and to hopefully win and go to the next round. Ама спремна да даде се од себе. Експедицијата на големиот фудбалски предизвик тргнува во четврток во 19 часот, а веќе во сабота на 9 август го игра првиот надпревар против финскиот представник во Лигата